Но сите овие индикатори покажуваат дека има огромна перспектива и надеж економскиот раст и развој во државата. Секако тоа е возможно само со развојот на бизнес секторот, на приватните иницијативи и тука ги темелиме сите наши надежи, затоа сме и вака посветени на тој економски дел. Знаете дека третиот квартал исто така завршува со пораст на извозот со 16,4%, индустриското производство расте за 5,2%, а финалната потрошувачка расте за 5% како резултат на севкупниот раст и на платите во државата. Сите овие параметри се одличен индикатор дека сме на добар пат. Има многу што да работиме. Дел законската регулатива, која што благодарение на сите лекции кои што ни се токму од Стопанската комора и од другите комори во Република Македонија одржани, дават одреден резултат, како што е законот за прекршоци, каде што правиме едно правично поставување на казните, каде што пред се е воведуваме опомената, целиот дел на она која што не учеше стопанството дека треба инспекторите да работат со стопанството. Многу често грешките не се намерни и мора да укажуваме на нив со одреден рок на коригирање, за да санкциите не бидат алатка за полнење на буџетот и тоа апсолутно не го сакаме, заради тоа што нашата алатка е само профитабилноста како расте во приватните фирми, така ќе растат и приходите во самиот буџет. Едно со друго е поврзано и верувам дека ќе успееме во тој дел. Секако овде многу важен и значаен сегмент е отстранувањето на сивата економија. Ова кое што денеска го имаме како резултат, јас веќе го споделив еднаш и пак ќе го кажам, октомври месец покажува паралела с октомври 2018 со октомври 2017 година силен импакт на успешност на борбата со сивата економија. Нашите очекувања беа дека месечно растиме со некои 4-5 па до 6% во вкупното прибирање на даноците во државата, како и социјалните придонеси, како што е здравствениот и пензискиот придонес. Параметрите покажуваат меѓу 15 и 24% пораст. Во ноември ги чекаме резултатите, веројатно ќе се повторат, тоа кажува сериозни мерки за отклонување на сивата економија преку одредени законски решенија, како што е безготовинското плаќање. Фокусот мора да биде и во средното образование и во високото образование. Вчера го донесовме законот за практиканство од страна на владата и го пуштивме. Алатка повеќе. Сега ќе возможиме директно и студентите да можат да имат и своја практична едукација додека студираат, да работат, да заработуваат, ама да бидат и подготвени за пазарот на трудот. Кромберт и Шуберт, Дрекслер и Мајер веќе прават со средните школи мечинг програми. Евана прави со средните програми. Тоа е малку. И треба да одиме уште повеќе во тој правец, за да можеме да ги подготвиме младите со практично искуство. Голем дел од младите средношколци не знаат дали ќе одат на факултет или не. Но ќе бидат подготвени ако не одат на факултет, лесно да бидат вработливи. Дури и да одат на факултет, тоа ќе им се најде сигурно во животот како практично искуство, а дел од нив може да заработат и пари, а на младите им требаат пари. Во еден ваков дел, кој што Германија, Австрија, Швајцарија не го нуди целото искуство на vocational training или дуалното образование, кој што треба да го примениме тука, треба само конкретни чекори. Преку агенцијата за вработување тоа го правиме, преку младинската гаранција тоа го правиме. Практично има голем амбиент кај странските компании, но и еден дел кај домашните компании. Мораме одма и веднаш да превзимаме конкретни чекори, ако сакаме да имаме плодови колку што е можно порано. Нашите аспирации 3 деценијски Европската унија и НАТО пополека се заокружуваат. Верувам дека парламентот ќе заврши својата задача, со тоа ќе испрати сериозна охрабрувачка порака до сите инвеститори и странските во Македонија, но и домашните инвеститори, дека конечно е траен мир, стабилност, сигурност, безбедност. Ова е пример за економијата и за инвестициите.